Само Славица Грковска не го гледа или пак не сака да го види она што сите други го видоа. Немала аргументи кои покажувале дека вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич злоупотребил службено возило во партиски цели кога се потпишуваше за поддршка на кандидатурата за претседател на Стево Пендаровски, иако јасно се гледи на видеоматеријал и на фотографии дека со службено возило се извршува партиска агенда, вице-премиерката за политики за добро владење тоа не го видела. До сега не сме добиле фактичка состојба да видиме со аргументи дека е тоа така. Вие знаете дека и до сега, секогаш кога сме имале аргументи и доказ кој што кажува на тоа дека е прекршен етичкиот кодекс, сме постапиле без разлика на тоа за кого станува збор, така ќе биде и во овој случај. Треба да водат сметка за јасно разграничување на партиските и државните активности и да нема злоупотреба на државни ресурси и капацитети за време на политичка кампања. Маричич не е изолиран случај во власта, повеќе функционери си ги злоупотребуваат службените возила во партиски цели, а најчесто тоа е Груби, кој иако веќе има 2 опомени, сепак продолжува со оваа пракса. Она што е чудно е што за него, барем според Грковска, немало решение. Други функционери пак после опомените се јавувале во нејзиниот кабинет да се консултирале што друго не смеат да прават, за да не го прекршат етичкиот кодекс. Тие промени се видливи. Сакам да укажам на тоа дека само за еден случај, само за случајот Артан Груби сме дошле до ситуација после 2 опомени заради непостапување или според етичкиот според опомените. Сме пратиле допис до премиерот кој што треба според етичкиот кодекс да одлучи која е мерката која што ќе изрече. Во обид да се оправда за злоупотребата на службеното возило во партиски цели, Маричич се до заплетка, велејќи дека му следувало 24 часа. Сепак во упатството на владата за користење на службени возила стои дека такво нешто треба да биде одобрено, оправдано, наменско, рационално и во сообразност со визијата, мисијата, целите и делокругот на работа на државниот орган согласно неговите надлежности. Поотворено се поставува прашањето дали давањето потпис за кандидатурата на Пендаровски е во согласност со визијата, мисијата и округот на работа на секретаријатот за европски прашања. Минатата година владеачкиот СДСМ во дворот на партиското седиште ја најавуваше кампањата рамо до рамо, а повеќето министри и кадри на партијата од владините канцеларии до партиското седиште дојдоа со службени коли. Службеното возило си го користи министерот за политички систем Артан Груби. Пред 2 години тој во Мала Речица на состанокот на ДУИ дојде со владино возило, а за тоа доби само опомена. Неодамна службеното возило на премиерот Талат Џафери беше паркирано на плоштадот Македонија додека тој пиеше кафе.